Жители од улицата 11 октомври во Кратово 9 години имаат проблем со две големи агресивни кучиња на нивниот сосед. Досега биле секаде во сите институции, но решение немаат. Комшивката ги донесе кучињата од село со добра намера, мали беа, да протераат зимото тука, у Кратово, од село ги донесува, да пораснат и пролетта пак да си ги донеси. Не праша, значи што е реално, не праша мене како сосед. Се сложив вред. Значи јас против животни од село сум потекнувал, на село сум раснал, немам ништо против животните. Пораснаа кучињата, следното лето и пролетта тие не ги однесува на село, туку ги зачува тука. Од 2017 година до ден денешен, значи јас лично, мојата фамилија, како и соседите, не знаеме што е ден, што е ноќ. Ниту за одмор, ниту за спиење. Лајат кучињата буквално по све. Фрапче кој ќе прелета во дворот, агресивни се лајат. Мали испади имало, да касне дете за прс, нели да го случајно да се пушти кај преку ограда и тука и кај сосед нивни кои била затворени. Дали е пријавувано во полиција или не знам. Нашиот соговорник во моментов е во Холандија, но планира да се врати, а во меѓувреме, знаеки што го чека, апелира до институциите. Прво си имам обраќано во МВР, полициска станица Кратово. Милион пати. Предупредување. Од мака сум проучил сите закони. Закон за домување, закон за домашни миленици. Во Агенција за храна и ветеринарство си имам обратено. Комунален редар, пошто инспектор немаме и мислам дека и се уште немаме во локалната во Кратово. Маријан Давидковски е охрабрен од брзата институционална реакција во врска со случајот камени кукли и смета дека тие ќе го решат и нивниот проблем. Значи, до сите надлежни институции во некој разумен рок проблемот да се реши. Од мака сум ги проучил сите закони. Начинот на решавање на овој проблем е следниот. А од Агенција за храна и ветеринарство треба да донесат решение и да ги однесат, да ги издресираат кучињата да не бидат агресивни и тоа да оди на трошок на собственичката и да ги вратат.